3500 потписи ќе бидат потребни за независна кандидатура за град Скопје на локалните избори. Собранието ја заврши расправата за измените на изборниот законник. Наместо процентуално, сега потребната поддршка од граѓански потписи за независните кандидатури ќе се одредува скалесто. Измените доаѓаат од како минатиот месец Уставниот суд ги укина одредбите кои предвидуваа за учество на изборите независните кандидати да мора да соберат потписи од 1% од запишаните избирачи во конкретната општина. Од ВМРО-ДПМН велат дека без овие измени, независните кандидати нема да може да учествуваат на изборите, бидејќи за оваа процедура нема да има законско решение. Таа правна празнина ќе остане и очигледно вие не сакате независни листи да може да се кандидираат на овие избори. И сега повикувате да има вклученост на сите заинтересирани во изборите, оние што имаат независни листи, политичките партии секако, ама не дозволувате таа правна празнина да ја надминеме. Тоа произлегува од минатиот изборен законник, кој што го гласавме исто консензуално во ова собрание, на кој што сме подпишани јас, тогашниот координатор Мартин Костовски и Арбер Адеми, представник од ДУИ. Измените дојдоа како заеднички предлог од владеачката коалиција, а добија поддршка и од СДСМ. Против се само ДУИ и Левица. Од ДУИ се противат дека законот се носи без консензус, а нивните забелешки не били имплементирани во решението. Левица бара измени на изборниот законник кои ќе се базираат на промена на изборниот модел. Нашите забелешки се во врска со начинот и практиките со кои се сака да се промени измени, значи изборниот законник. Истакнавме дека историски измените во изборниот законник во нашата земја се врз основа на поширок консензус со помош на сите политички сили, како на мнозинството, така и на опозицијата. Овој консензус реално беше столб на довербата на изборните процеси и гаранција за зачувување на демократската стабилност. Овој пат, за прв пат, значи гледаме една иницијатива, отворена иницијатива да се изменат правилата за изборниот законник, односно за избори со без политички консензус и без да се опфати опозицијата. Со негирањето на потребата за измена на изборниот законник во насока на воведување на една изборна единица, оваа власт покрај своите ветувања го погази активното избирачко право на незините граѓани. Од друга страна, со овие измени сега го напаѓа пасивното избирачко право на незините граѓани, тоест можноста да се кандидираат, да бидат избрани и да ги представуваат своите граѓани кои ќе дадат нивната поддршка. Собраниски извори за Сител велат дека за овој предлог закон собранието веројатно ќе гласа во вторник, за кога веќе има закажано собраниска седница. За да поминат измените на мнозинството ќе му треба 61 гласи малба дентер, кој нема да биде проблем да го обезбеди. Повеќе граѓански здруженија од каде најчесто и се кандидираат независни кандидати на локалните избори веќе изразија несогласување со овие измени. Тие бараат прагот за учество на изборите да се намали за 10 пати. Најавуваат нова представка до Уставниот суд и барање до председателката да не го потпише законот. Александар Спасовски, Сител телевизија.